Слушај вамо. Па, драги мои, руски ботови, кои претпоставувам дека ви има преку 1.000.000, стварно не знам што да ви кажам. Да влеземе тогаш у Руска Федерација, пошто нашава мисирка премиерска не нарече сите нас, вас, од нас, од нос, за вос, тос. Не нарече дека сме руски ботови сите ние што сме против уставните измени. Знаеш ова како иде? Да ви кажам, значи, тргајте се затоа што ќе бидам вулгарен. Еве ќе ви кажам мански како иде тоа. Ова е толку примитивно, толку ниско, но мојата вулгарност не е ништо поголема од неговата вулгарност кога ме навредува мене. Јас сум навреден. Ја не се, има луѓе кои се проруски, окей име. Ја неќам. Не сакам. Моите видувања, моите идеологии, мојата се ми е свртено кон Америка. Од таму ми почне, таму ми завршува. За многу прашања, дали е тоа музика, дали е тоа уметност, дали е тоа технологија, дали е тоа Елон Маск, дали е Доналд Трамп, дали е тоа Джип, дали е Додж, дали се многу работи, дали е тоа Deer Hunter, дали е тоа Одисеја 2001, дали е тоа милион работи кои мене ме врзуваат со тоа. Ја немам ништо против русите, ама мене не ми се блиски ни идеолошки, ни политички. Мене, имам ли право на таков избор? Имам, yes, thank you and fuck you. И сега, кога некој ти вика, не сакаш да гласаш за... Ти си против уставни измени? Да, ти си руски бот. Знаеш како им викавме? Им викавме. Не сум им викал никогаш. Затоа бев добар фраер. У своје време. Како им вика на женските? Дај ми ма? Не ти давам. Курво. Буквално така. Кои се најголемите курви? Оние што не можеш да ги легнеш. Оние што не можеш да ги искористиш. Оние што не можеш ништо да и направиш. Они се руски ботови. Пардон. Курви. Извини. Следниот говор, пошто говорот на Таче за Илинден нема да биде од Мечкин камен, нема да биде од Илинденско крушево. Нема, тоа е за нив мината работа, идеме нешто современо од Кале. На Кале ќе држал го. Јао, на Кале! Што би рекол Радован Треći, говна у мимоходу, вако, ја стоима, она овако пролазе. Гледајте, туку, да се вратиме на сериозното. На Кале ќе држи говор за 2 август? Интересно. Од каде? Канцеларијата на Анџела? Ангелерице, шо праиш, мор, хеј, шо се запусти, жено? Што акал ти акна глана, море? Еј, со кого си се удисала? Ваму браќава се бодату врат, ондека ида ти вика, слушај, овие, вика, не плаќаме струја. Зашо да плаќаме? Неќаме да плаќаме струја. Не може, мора да се плаќа. Добро, 3000 денари плаќаме месечно. Кој колку потроши? Браво! Па јас сум за. Слушај, дај да ги поддржиме. И сите да си плаќаме по 3000. А после овдека, нормално, у моево студио ставам топилница, железара, ураниум ке топам. А да не зборам за ригови, да не зборам за копање биткоини, леле, која вукојебина направивме од држава. Направивме, не, морам да преземам јас одговорноста, затоа што не направив доволно за да ги спречам овие на власт да дојдат. А да ви кажам, алалу и вера и вам, и вие успеавте да ме спречите во моите обиди да ги спречам нив. Да, и тоа зборам од сојузниците,
нели, кога беа нападите спрема мене од 2012 до 2016, па колку што шарените ме напаѓаат, толку и вие ме напаѓавте сега што сме. Брате, слушај за Македонија. Епа, thank you and fuck you. Нема везе. Не е работата злопамтење. Ја го памтам за да излечам заклучок да не се повторат работи. Го памтам заради попаметно да постапам во други ситуации кога утре ќе дојде нешто слично. Бидејќи, знаете што, извинете, ама партиски ботови и на СДСМ, и на ВМРО, и на Левица, и на ДУИ сте исти. Вака, не размислувате со тиква. Малце креативно размислување. Да имаше малце креативно, да имаше што да имаше малце да ги собирате работите 2+2, немаше да дојдеме на вакво ниво. Затоа викам, тоа е одговорноста од страна на опозицијата. Од друга страна, па и со каква мечка требаше да се бориме. Значи, окей, имаме 3000 денари за струја, окей, на здравје нека име, може ли пуше 500 денари паушал за вода, сите, ја да отворам аквапарк овдека дома. И полнилница на мушка вода, јади бурек кај Јанко, опа! Извинете, малку сум повулгарен, малку сум невообичаено дрзок за овој подкаст за Република, и Република слободно нека се огради или нека не го пушти, ќе го пуштам било каде, но, луѓе мои, ова е таква вулгарност ни се случува, се бодат у врат. Коридорот 8 ќе се градел, ништо. Каде се електричните автомобили? Абе, нема една странска инвестиција. Сите странски инвестиции се од времето на кога владееше ВМРО ДПМН. И сега, види, ние сме угомна затоа што вие, ВМРО-вците, не гласате за уставни промени. Слушај, ние сме руски ботови, да. Па ти си курва. Ти текнува, ако ме навредуваш мене, имам ли јас право да те навредам тебе? Еве тоа прашувам. Со кое право ти мене ме нарекуваш руски бот? И то, пазете, толку идиотска таа теза дека русите ова го смислувале од, не знам, мислам, да не седнеш веќе да го анализираш, затоа што, брате, корне ко не мие ни нозе. Па стварно не знам што да ви кажам. Имате ситуација која е праволиниска и да ви кажам дека поцврст став на ВМРО ДПМН во историја спрема странскиот фактор кој притиска никогаш немало. Ја за тоа симнувам капа. И тоа, пази, од позиција на опозиција. Значи, ВМРО веќе и нив им е јасно дека нема што да изгуби. И едноставно ВМРО не може да си игра ни со себе, ни со своето гласачко тело, ни со Република Македонија. Ама нема да ви дадеме да дојдете на власт. Не давајте бе, нема да гласаме. А народов одговорноста не може да ја бара во опозицијата. Знаете што? Кога ќе ја бара тој одговорноста во опозицијата? Кога ќе имаат апсолутно мнозинство во парламент. Стајте ги у парламент 80 души. Натепајте ги бе, гласајте. Гласајте од Динат, гласајте од ова. Натепајте ги 80 души. Овие да бидат дом СДСМ, дом партија на Лиле. Со Лиле да се јадат кој има поише пратеници. Тогаш ќе можеме да збориме дали нивните постапки се добри или лоши. Конечно, стално го повторувам во овие подкасти. Како бе тоа, еве, Брима галоп искача и вика политичар со најголема доверба е Мицкоски. Како бе? Па ме утепавте од докажување дека е криминалец, дека лаже, дека краде, дека има вошки, дека нозете му смрдат.
Зошто не му падна да му се не види тој промил некој, ако имаше малце вистина во вашите те, чисто прашувам. А поема, за прашувам, заради Република Македонија. Северна Македонија, ти, сестро, малце да избричиш брикоите, да заличиш на човек, вака, извини, со проштењам на софрата. Сме имале секс јас и ти. Ми бил мал, знам бе, сестра, ама погледни си го гледала и ладно беше, и контейнер, Дечки, 2 август, македонскиот Илинден ќе ни го велича премиер кој никогаш не бил на избори и не бил избран од овој народ, без оглед што вие и вашата партија и вие неговите следбеници сте арогантни затоа што сте добиле тапшање по рамо од странски амбасади и фактори, мислите дека има право да владе и да збори, оваа мизерија ќе заборавиме. Уште не е дојдено, уште не знам ни што ќе каже, ни кај ќе биде. А да не зборам за господинот Стево Педаровски, кој овде кај комшии кај мене доаѓаше кај една групировка каде што му гата чи, ки, ми, ки, кри, ки, ви, ки, дали ќе стане председател, па го баја и не се заебавам за ова. Во меѓувреме направија пауза, имаше хотлайн бугарки. Да, од тука. Ги слушав преку зид. Нема везе. Аха, да, детали, детали, брат, детали, кешарица да, нели после овакво. Бидете ми живи и здрави, за многу години Македонија, Република, да не си писнала. Да не си писнала северна, оти на северна со се сестрати. И братти, и кучето, и мачето, и братучедите. Република Македонија, да живее и ќе живее. Слушај ваму.